Гостин во студиото на Канал 5 е министерот за надворешни работи Антонио Милушевски. Министре, добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. Го трчаме ли спринтот до есенскиот извештај и ќе успееме ли да го добиеме колично годинава датумот за преговори, односно препораката со извештајот за датум за преговори? Пред 2-3 дена го имавме заедничкиот совет меѓу Македонија и Европската унија во Брисел, со кој председаваше и министерот за надворешни работи на Шведска, господинот Карл Билд. Нашето чувство е дека постои расположение, забележен напредокот на Македонија и моје лично уверување е дека Македонија никогаш не била поблиску од овој момент, оваа година, од добивање на конкретна и позитивна препорака во извештајот на Европската комисија за спремност на државата да отпочне преговори за пристапно членство. Господин Милушевски, бенчмарковите беа добиени минатата година, во 2008 година. Од оно што го слушнавме на пресконференцијата, иако имаше позитивни пораки, пораките навистина беа силни и позитивни во однос на македонските евроинтеграции, меѓутоа еврокомесарот Рен спомена дека исполнет еден бенчмарк, тој за изборите. Значи ли тоа дека останатите не се исполнети, ќе успееме ли после сите оние силни критики што доаѓаат токму од Брисел и од домашните, нели, опозицијски партии, нереформирана администрација, значи лоши оценки за судството, спорот со Евана, ќе успееме ли сето тоа да го одработиме до 15 септември или пак можеби на крајот одлуката ќе биде сепак политичка? Јас мислам дека одлуката во Европската комисија ќе биде базирана на опипливи и мерливи резултати. Процесот на исполнување на една одредница не е процес кој почнува или завршува со еден ден, една посета или една пресконференција. Тој процес трае од моментот кога ги добивме тие одредници минатата година и сметам дека Македонија досега има добар дел сработено и во овој преостанат период влегуваме во едно финале во кое што сите оние поважни, помалку или повеќе важни одредници. Судството и јавната администрација, сето тоа до 15 септември. Јас мислам дека реформите во нашето судство се на добар пат. Јавната администрација нормално дека ќе значи многу доколку се донесе законот за државни службеници и се подобри позицијата на јавната администрација. Полицијата се децентрализира, тој процес е компатибилен со она што е наша намера да биде полицијата и поефикасна и поблиску до граѓаните. Сметам дека Македонија има капацитет до 15 септември или за некои прашање можеби и до крајот на септември, ако треба одредена дискусија да се води подолго време, да достави до Европската комисија доволно добри и уверливи резултати врз основа на кои што комисијата ќе може да ни препорача датум. Кога го очекувате грчкото вето што го најави Дораба, која не на почетокот, а која добиеме препораката или кога ќе отпочнат преговорите? Може ли да речеме еве овие позитивни сигнали дека сепак ќе добиеме препораката за датум на преговори да го забрзаат процесот на решавање на спорот за името? Јас мислам дека тоа се два процеси паралелни и различни, не поврзани едни со друг. Нам ни беше од големо значење тоа што Европската комисија истакна дека препораката за отпочнување на преговори за пристапно членство ќе се носи само врз основа на исполнување на одредниците и дека во нив не се вклучени други прашања. Во однос на прашањето за билатералниот спор кој што е наметнат од страна на Република Грција, јас слушнав дека колешката Бакојани е загрижена за иднината на нашите граѓани, но мислам дека како министерка за надворешни работи на Грција подобро да се грижи за проблемите и за иднината на своите, на грчките граѓани, а да остави нашите граѓани да се грижат за сопствената иднина. Македонија е спремна да го продолжи својот конструктивен диалог во овие разговори кои ги води господинот Немец. Ние имаме еден пристап. До крајот на август ќе треба да ја пренесеме нашата позиција. Во кој правец би се движела? Во правец на тоа дека нашата позиција е двојната формула, разумен компромис што нема да го наруши нашиот национален дигнитет? Во кој правец? Бидејќи знаеме дека Грција инсистира на едно име за севкупна употреба. Ќе се најдеме ли нека? Една или друга страна може да инсистира на нешто, но инсистирањето на одредено решение не води кон компромис, води кон диктат. Македонија смета дека диктирање на решение не е добро за процесот и не води кон компромис. Од друга страна, ние принципиелно сметаме дека секое решение треба да биде во согласност со меѓународните норми, да не биде во спротивност, а меѓународните норми се добро дефинирани и го определуваат суверенитетот на државите и да не биде во конфликт со Уставот на Република Македонија. Повеќе не би можел да образложувам, бидејќи би кажал повеќе отколку што е потребно во овој момент, но во секој случај втората половина на август ќе биде моментот кога Република Македонија подготвена со еден добар концепт ќе настави пред господинот Немец и очекуваме тоа да значи уште еден поттик, мотив или наш придонес за придвижување на процесот напред. Очекувате дека би можело тоа до крајот на годината да се реши како што и Немец беше оптимист во Скопје? Не би давал прогнози, сепак зависи од многу фактори, особено од внатрешната политичка клима во Атина, која што
гледам дека станува и заложник на ова прашање и секогаш го употребува прашање кога сака да дефокусира внимание на своји обратно граѓани. велат дека и кај нас дома се користи. Мислам дека кај нас, ако сте забележале во последниве неколку месеци или во последнава година, не сме воопшто не даваме акцент на тоа прашање, имаме многу поважни нешта на кои што сме сконцентрирани и поконкретни, но во секој случај очекуваме од Грција да покаже одговорност, да покаже волја и нормално да покаже и почитување кон од себе превземените обврски како што е времената спогодба. Ако ги почитуваат тие обврски, ние ќе имаме еден однос, ако не го почитуваат, ние ќе си имаме соодветен пристап. Ги слушнавме заедно, вие предпоставам ги знаете секако пред нас имињата на новите амбасадори. Еве веќе првите оценки во јавноста се дека министрите што буквално си поднесоа оставки не се добри за министри, но дека се добри за амбасадори и коментарите се дека сепак добро ви оди кохабитацијата со претседателот Иванов и дека ова се повеќе партиски кадри на амбасадорски позиција. Делите ли вие таквата оценка? Јас можам да кажам дека во овој пакет на амбасадори кој што очекуваме во овие денови на забрзани консултации да биде и утврден, дека ќе има еден добар дел на кариерни дипломати, дека ќе има еден добар дел на луѓе кои што се дел од јавниот и политички живот на Република Македонија или имале одредени високи позиции. Сметам дека со тоа ќе биде покажана една почит кон земите каде што би се испратиле такви луѓе од претходно висок ранг. И во секој случај ќе има место и за луѓе кои што пред се квалитетни, независно на која политичка опција припаѓаат или припаѓале во минатото. Нашите информации беа дека Буцевски нема да замине, бидејќи така се шпекулираше на почетокот кога даде оставката дека ќе замине на амбасадорска позиција. Не сме имале консултации со господинот Буцевски за било каков ангажман од овој вид. За крај, господин Милушевски, секоја година пред Илинден разни спекулации ќе оди ли македонска државна делегација во Прохорчински. Поднесовте ли како Министерство за надворешни работи барање до српските власти за наша делегација или дефинитивно годинава не одиме? До сега не сме поднеле такво барање. Ние нашата прослава во тој контекст ја организираме веќе неколку години во Пелинце, за да може достоинствено да се обележи без да има било какви исчекувања до последен момент. Не е исклучено, доколку се појават прилики во последен момент да се случи некакво учествување и на Прохор Пчински, но во секој случај тоа би било само под услови во кои што една македонска државна делегација би имала прилика достоинствено да го одбележи местото на настанот на создавањето на современата македонска држава, иако сметам дека и сите оние други прослави, особено централната во Крушево, ќе бидат една добра прилика за демонстрирање уште еднаш и давање на почит на овој важен национален празник. Кога да ги очекуваме дипломатските односи со Косово? До крајот на годината, порано? Според мене, работите се движат во добра насока, комуникацијата со властите во Приштина е многу добра. Сметам дека второто полугодие на оваа година, можеби некаде во текот на есента, би било добра прилика Косово и Македонија да воспостават дипломатски односи, но сепак тоа не зависи само од политичката волја, некогаш се во прашање одредени технички или протоколарни околности, но наша желба е да имаме што поскоро дипломатски односи, бидејќи со Косово имаме голем потенцијал за взаемна соработка. Ви благодарам. Тоа беше министерот за надворешни работи Антонио Милушевски, гостин во вестите